Успявахме значително да ги изголемиме приманията на вработените, кои сега имаат по-големи плати. Вработените во образованието, и тоа како во основните и средните училишта, така и во високото образование и наука имаат поголеми плати за 21% кумулативно, што не беше случај во последната деценија кога постоеше владата на ДПМНЕ. Зголемени плати добија и вработените во градинките, кои последните години беа маргинализирани. Кај воспитачите, покачувањето на платите изнесо 5744 денари во нето износ, а нето платите на негователките се повисоки за 4339 денари. Во просек покачувањето во социјалната заштита изнесува 4585 денари во нето износ. Исто така, важно е да се каже дека сите овие износи се без калкулиран минат труд. Кога сме кај детските градинки, сакам да ја информирам јавноста и жителите на општина Василево дека владата донесе одлука за изградба на нова детска градинка во нашата општина, и тоа во населеното место Ангелци. Општина Василево и Министерство за труд и социјална политика подпишаа меморандум за соработка со што отпочна целиот процес на изградба на уште една градинка за згрижување на деца од предучилишна возраст. Градинката ќе се гради веднаш до подрачното училиште Гоце Делчев во селото Ангелци, за што владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку Министерството за труд и социјална политика и Светска банка обезбедија околу 14,5 милиони денари. Во наредниот период ќе се знае изведувачот на градинката, која за 16 месеци треба да биде целосно готова, опремена и ставена во функција. Почитувани граѓани, ова се факти, резултати на добрите политики на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, со што им возможуваме подобар и достоинствен живот на сите граѓани од Република Северна Македонија. Тоа е патот, правиот пат, по кој ние од Социјалдемократскиот сојуз чекориме и ќе продолжиме да чекориме и по 12 април, бидејќи граѓаните ги чувствуваат придобивките од подобрениот животен стандард и бидејќи зголемените плати значат и постабилна економија и сигурна социјална детска заштита, но и сигурна сегашност и иднина.